Ladies and gentlemen, не сум сексуален манијак, како што сакат некој да ме прикаже тука, за да го расипат традиционално доброто пријателство меѓу Америка и Македонија. И сега, со народните снимки што ќе ги прикажам, вие пресудете сами дали се работи за сексуален напад или е со слично. Паѓате сега, после оваа дебелава, ќе заградам господица Левински. Ја мислам дека е македонки, в знак на добро пријателство со Македонија, се поздрив и ја заглив неа и у таа, и у еве, и у оваа ситуација. Па ја вака ги гролам сите кои доаѓаат кај мене. Ја вака сум го пречекал Ханџиски, вака сум го пречекал Григоров. Па тоа значи ли нешто друго, освен добро пријателство? Затоа, браќа македонци, за овој случај сакам да го чуем и вашето мислење за овој морален чин. Не сум во тек, бидејќи јас во тој период бев кај другарот Елцин. Јас му имам на другарот Клинтон искажано нашите сознанија од анализите што ги имаме како партија, дека се работи в случајот за високо шармантна личност, како што он, и кој што има драстични могуćности за освајање женски особи при блиски овој контакти, така што мислам дека ова не е резултат на некоја подолготрајна акција, него на неговиот висок квалитет како мушкарац, мислам. И му реков, чим ги бричи ногите, терај бе батка, мала била, голема била. Мајде, јас до него тука седев без везе, само зборат му пуштаат афери, дека бил оваков, нема врска. Човекот си седи, си јадеше најнормално, а јас цело време баш покушавав му викам мистер Бил, сакав да го од Ханџиски да го поздравам. Ништо, човекот си гледа доле, си гледа у тањерот, си јаде, апсолутно не е швалер, човекот е висок професионалец. Клинтон као најголем швалер излезе бре. Па овде ние имаме случаи кај нас да му го донесат швалерката од Истанбул без пасош, колку да се обави функција. Кој господи Зебе? Не е важно кој се, нека ме да го именувам тука да го калјам. Али важно ќе му го донесат швалерката, ќе завршат работа, ќе го вратат, нити афери да се слушне ништо. Не. Па тоа се треба да се испоапси. Па шират неморали, блуд богати. Јас некни се вратив од Америка и таму се сретнав со Клинтон и тој ми кажа, Ристе, ние сме колеги и по тоа што ги затнавме сите дупки, јас овде во Америка, а ти во Скопје. Многу е рано да се дадат било какво мислење по тоа прашање. Мислим дека не треба да се подлегнува на тие капиталистички трикове, а Бил Клинтон мислам дека е на личност кој сака сите да ги стави под себе, без разлика дали овакав или онакав. Па ја после оваа афера нема да седам со скрстени раце и можам да кажам само дека и мене уши усредно ми стегна исто една афера, наводно сум носел некоја женска на водно, сме правеле скара, а ја уствари уопште немав скара усредно и можам само да поручам една работа. Клинтон, ако правиш скара, остај по некоја кобасица и за дома. У наше време, зарака да ја фаниш, мора одма за жена да ја земиш, не па да ја гушниш. И шо сме направиле после? Че остане таа стара мома, никој не ја зима. И е ти проблем после. Да, јала ни бев таму на доручек и ми остави утисак дека он беше доста транспарентен и мислам дека најголема дут му беше тоа што он одлично збори енглески и на тој начин ги шармира сите што беа присутни тамо, нарочито овиот поубавиот пол што беа и тоа е главно вака. Иначе за доручек имаше две јајца и сланина и кој јадеше јајца си ги јадеше, тие другите што не јадеа сланина ги менјаа со другарите, а ја не јадев ништо и мене ми го дадоа следувањето у пари и од тие пари ја земав оваа дивна кравата.
K15!